Добро вечер, здраво живо на сите. Еве денеска психоманија 11. Заради временските услови нормално повторно од студиото на психоманија. Денеска тема Томчо немаше тон, ќутав. Чекав да се соберат луѓе. Денеска тема е изборите во Тетово, изборите во Центар Жупа и во Маврово Ростоши. Значи, избори на 3 места, локални избори, во Тетово се бираше совет, затоа што таму не успеа да изгласаат буџет. Сега ваму во Ростуше, во Маврово Ростуше и во Центар Жупа се бираа градоначалници. Јас резултати имам одма спремено од Тетово. И во Тетово да почнеме овака со СДС освоиле 1953 гласа. Значи 1953 луѓе во Тетово сакаа да бидат бугари. За ВМРО ДПМН гласале 3332 гласачи, 3332 луѓе сакале Македонија да биде она што е, независна и суверена држава во рамките на можностите. ДПА на Тачи има освоено 1058 гласа, Интегра има 161, група избирачи 206, тоа е првата, пошто има 2 групи избирачи во Тетово. На села партијата Алијанса за албанците 777 гласа, БЕСА 9620 гласа. Значи 9620 гласа или 9620 тетовци од албанците не сакаат да ги водат веќе овие криминалци од ДУИ. Демократска партија на турците во Македонија 334 гласа. Втората група избирачи 716. ДУИ 8702 гласа. Значи може само да предпоставиме на кој начин ги добиле, као и на сите други избори. ЦЕР, партијата на ромите, партија за целосна еманципација на ромите, 371 глас, и Левица има освоено во Тетово 646 гласа. Денеска Села си поднесе оставка заради резултатот во Тетово. Интересно, затоа што он е прв албански политичар кој што си поднел оставка затоа што изгубил на избори, поточно изгубил во изборно место каде што се повеќето албанци. Еден од СДС се најде многу паметен да праша зашто Апасиев не поднел оставка, дали чекал покана или лимун. Не би сакал да го коментирам многу,
од проста причина што тој очигледно има некој проблем со сам себе, па за избори кај што мнозинството се албанци, бара оставка од Апасиев, која што не е албанска партија. Така да, во тој случај, ако Апасиев треба да даде оставка, Ќурка треба под наитно, значи да се откаже од премиер и од све. Исто така, во центар Жупа се бираше градоначалник. И во Маврово Ростуше. Во Маврово Ростуше имаше само еден кандидат и предходно, на предходните избори, кога немаше доволен цензус, и на овие избори сега, го поставав истото прашање на кое што не добив одговор, зошто ВМРО-ДПМН немаше свој кандидат во Маврово Ростуше. Дали за тоа што Христијан Мицковски немаше доволно од неговите луѓе, послушници оние што кливаат со глава и што не се јавни личности, немаше да кандидира, па затоа го препушти едноставно Маврово Ростуше на СДС. Во центар Жупа имаше свој кандидат, кој што изгуби на изборите. Таму има само СДС и ВМРО кандидати и ВМРО ова СДС таму победи. И во една изјава Мицковски рече дека фала Пицан за ова, сега ќе го прочитам само да довршам со мислата. Во една изјава за време на кампањата Мицковски изјави дека ако ги изгуби изборите, дека ќе поднесе оставка од партиската функција, сегашните избори, вчерашните. После тоа Пупу не важи како Зоран Заев исто, не важи тоа, него ако на првиот ден, сега ако ќе се собереле пратениците, да видел дали ќе имало 80 пратеника за двотретинско мнозинство, а ако соберал Ќурка, он ќе си дал оставка и не знам што, морално и професионално и не знам како рече уште. Така да, за овие избори, мислам дека, ако се суди по првата изјава, дека ако ги изгуби избориве вчера, што се одржа дека ќе си поднесе оставка од председателското место на ВМРО. И може да кажем дека да, во Тетово победи 2:1 со СДС, но од 3 места каде што беа изборите, на 2 места изгуби, само едно победи. Значи 2:1 за СДС. Не се ситам, се нервирам, затоа што овој губитник, од кога е начело натакнат на партијата, нема добиено ни едни избори. Значи, ни едни избори. Локалните избори не ги доби тој, локалните избори ги добија општинските комитети и Инфомакс, и јас. Значи, тројца, општински комитети, Инфомакс и јас. Ги добивме локалните избори. Не ВМРО-ДПМН. Поточно, ВМРО-ДПМН, не Христијан Мицковски. Да не се разбереме погрешно, дека јас сум против ВМРО-ДПМН. Не, јас сум ВМРО-ДПМН, јас сум исклучиво строго за ВМРО-ДПМН. И многу се нервирам, и многу сакам
да се реши проблемот во ВМРО ДПМН е со натакнатиот комуниста на чело на партијата, кој што очигледно работи на пропаст на партијата и очигледно работи да партијата губи избори. Сега. Исто така имаше една изјава дека очекува во Тетово да има рекорден број на гласови освоено на овие избори. Вака се, во Тетово, јас се извинувам, секунда една малце само, за да можем да го видам по коментарот на Пицан, пошто ми помогна човекот во коментар ми напиша изборните резултати. Вака се. Поздрав до Женета Петровска. Значи, исто како за протестите, не е исто, ама е слично. Само малце. Да го најдам коментарот на Пицан. Да, во Тетово, во 2021 година, ВМРО освоило 4062 гласа, СДС освоило 2672 гласа. Избори 22, 3352 гласа ВМРО, 1953 СДС. Значи, тоа е од само од минатите избори до сега се 700 гласа помалце за ВМРО ДПМН. Како тогаш рекордно најголем број на гласови очекуваше Мицковски? Ја мислам дека да не се појавеше во Тетово на прошетките, да ги оставеше Општинскиот комитет како минатите избори, дека ќе имаше стварно можеби и повеќе од 4000 гласа. Митко Джака, поздрав и до тебе. Во исто еве Пицан ми напишал и во Маврово ростуше, а во Маврово ростуше имало повеќе гласачи, значи за градоначалник во 2021 СДС имал 1563, ВМРО имал 1558. И заради тој мал број на излезеност, во Маврово ростуше се прегласуваше сега, каде што СДС доби 3266 гласа, а ВМРО доби само 400 гласа, поточно 380 гласа повеќе од лани. 1935 гласа. Значи, СДС работеле на терен за разлика од ВМРО ДПМН. Кој е крив за тоа што не е работено на терен? Луѓето од терен или тие што не им дале насоки на луѓето од терен како да работат и што да работат? Стојадин Крстевски ме личи, нели? Штитот ми е за на рука, знамето ми е за над глава.
Да видиме сега дали има некои други коментари. Нема. Значи, ете, ни отворив темата. Доколку некој сака да се вклучи телефонот, го знаете, ако сакате ќе го повторам пак. Може да се вклучите и директно тука во лајвот, значи преку вашата камера. И да дискутираме за актуелната тема во овој период. Значи избори за кои што викаше биле проверка, не знам што биле, кога каже ФС дека не може локални избори во Тетово и во краеви кај што се мнозинството албанци да бидат репер за референдум. Значи, по мене, буквално, за референдум нема место. Исклучиво со овие резултати, со оваа победа во Тетово, може да се види расположението на македонскиот народ, дека доколку сега има избори на цела територија на Македонија, дека ВМРО ќе однесе победа без ништо да работи. Затоа што народов едноставно не може веќе органски да ги поднесе овие што се моментално кримосиве на власт. Значи, јавете се на 071 258 487 и да може да ве вклучам во живо. Во меѓувреме додека да се јави некој и додека да се охрабрите, би ве повикал да ставите лайк и да не бидете себични. Ставете еден лайк на Психоманија фан страната или на YouTube, кликнете тука на subscribe, тука, следи, заследете и одма до него има звонче. Значи, кликнете на следи и на звончето, за да можем да соберам доволен број на следачи, за да можем да се вклучувам и на YouTube во живо. Така да видиме само малце. Поздрав Илија и до тебе, благодарам на комплиментите што ми ги наброја. Најборбениот Ѓоко Трајков ми пишуваш во пораки во инбокс, не можем да ги видам. Лайк е на фан страната Ѓоко, еве за да може да коментираш. Само еден секунд. За да можеш да коментираш, ќе ти испратам барање за пријател, ако веќе ти не си ми испратил барање за пријател. Така, чекај да видам се. Ѓоко Трајков испрати ми барање за пријател на профилов.
за да можеш да коментираш. Да видиме вака. Ево. Ѓоко Трајков те побарав за пријател. Значи, сега веќе ќе можеш да коментираш. Тони, поздрав и до тебе. Океј. Океј, чиме океј. Повели, коментирај. Да може да, ако сакаш и вклучи се Ѓоко во овакво, во лајвот. Кај што го гледаш видеото, доле има човечиња. Значи треба да кликнеш на едно на човече со човече во коцка, за да можеш да се вклучиш директно во лајвот. Маријан Пицан, сега повторно ќе не лажат со повик за предвремени избори. Ете, тето сме го освоиле, а не ми е јасно кој сака општина со долг повеќе од 23 милиона евра. Општината ја водат Беса, значи Беса победи таму, Беса се албанска партија. Они имаат градоначалник, сега веќе го имаат и советот. И најверојатно да се надеваме дека сепак, пошто таму живеат повеќе од малцинството, од албанското малцинство во Македонија, дека ќе се потрудат да го извадат општинскиот буџет од оваа криза од 23 милиона евра. Така да предвремени избори се преко неопходни, но не и референдум. Референдумот е само бадијала губење на време. Поздрав и до Васе. За почеток поздрав и до тебе, Ѓоко. Добре дојде во моите пријатели на Facebook. Да видиме, вклучете се, прашете нешто. Читам денеска еден куп коментари, радувања, и јас се радува за тето. Мило ми е што е тој резултат, затоа што поголемиот број на луѓе кои што работеа за тој резултат лично ги познавам и знам дека се и патриоти, дека се борци, дека се работници и дека се честни луѓе. Најбитната работа дека се честни луѓе. Они се изборија да не му стават послушник на Мицко на општинскиот комитет. Тоа беше лани или прекмани, ми се чини. И сега си функционираат како сад. За разлика, например, од Радовиш Некни, кога после 6 месеца го стави пак истиот од претходно разрешениот председател на општински комитет. Поздрав и до Игор Јакимовски.
Значи, тоа се луѓе кои што со кои што лично се познавам. Вака. Поздрав од Куманово, Кристијан Луковски. Дали е вистина дека 8 пратеници ќе преминат од СДС во новата партија што ќе ја формира БЦ? Појма немам, брат. Дали е вистина, дури со обзир дека БЦ го знаеме како еден од лажовите во македонската политика. Јес фраер, јес така лукав политичар, ама во секој случај лажов. Он се проба, беше повторно председател на СДС, значи се деградираше сам себе со тоа што беше председател повторно на СДС, изгуби на избори и сега да формира пак партија, мислам, и уште дека ќе има 8 пратеници, рака на срце, и тој првиот што ја протори оваа информација Кобожевски вистина, ја му коментирав тогаш гладна кокошка прососудила. Така да 8 пратеници кои би прешле од СДС во таа некоја си нова партија на Максо и на Бранко, единствено што би било бенефит доколку се охрабрат тие 8 да предат од другата страна и да изгласаат предвремени избори. Само тоа би бил бенефитот. Иначе друго нема бенефит. Маријан Пицан од Кратово вика, со референдумот само ќе запечатат судбината за бугаризација на Македонија и целата вина ќе ја префрлат на народот, а референдумот доколку има истиот нема да биде успешен бидејќи нема да има цензус на излезност. Точно. И го зборев и јас тоа. Го зборев и јас тоа пред едно време, поточно во првите една-две емисии, дека референдумот е само, како да ви објаснам, упорено што звони на телефонот. Стојадин Крстевски, што ќе кажеш за Стефчо? Што да кажам за Стефчо? Стефчо си има своја партија Гром, го заева Бранко Црвенковски на времето, која не му дозволуваше да се кандидира за градоначалник на Карпуш, зема печат од една од српските партии на Драгиша Милетич. Преку таа партија се кандидираше за градоначалник и победи тогаш како градоначалник. После тоа си ја направила својата партија Гром и со незе фураше цело време супер до последниве локални избори, каде што Христијан Мицковски не сакаше да му дозволи да биде кандидат на коалицијата. И покрај тоа што не му дозволи да биде кандидат на коалицијата, едноставно човекот се искочи како своја партија, не искочи од коалицијата, него си се кандидираше на изборите и го победи во првиот круг и кандидатот на ВМРО-ДПМН и кандидатот на СДС. И во вториот круг гласаа сите тие што
остана. Значи, СДС си гласаа за СДС, тие симпатизерите на СДС што гласаа за други партии гласаа за СДС. За Стефчо гласачите на дел од гласачите на ВМРО, познавам луѓе што не гласаа за Стефчо. Гласа и Левица, гласа и овие, како се вика, ВМРО, што беше исто кандидат Васко. Значи Васко исто неговите кандидати си ги повика да си гласаат за Стефчо. И во вториот круг Стефчо убедливо победи и стана градоначалник. После тоа што се деси, како се деси, јас рака на срце точна информација немам, од проста причина што да, Стефчо има емисија во Инфомакс. Тоа што го збори прилично држи вода, еве се гледа дека и по рейтинг листата за транспарентност дека Стефчо е прв за транспарентност као општина Карпош. Верувам дека куршлусот избил заради егото на Кристијан Мицковски, од проста причина јас сум изгорен од Кристијан Мицковски, не ме чуди да се и другите изгорени од Кристијан Мицковски, особено затоа што мене барем не ми е верно дека се сите лоши, дека никој не чини, само Мицковски е прав. Значи, Стефчо не чини, друга партија искочил од комунисти, се вратил у комунисти, не знам што било, како било, не е битно, искочил. После него Данела еве се не чини. Ваква била, таква, па независна била. ВМРО само ја поддржа. Само секунда. Данела, чекај, само ќе дојдам до Данела да видам што ќе кажеш за Стефчо, добро. Горан Јакимов, Стефчо, мислам, вакви, како да го протолкувам овој коментаров твој, мислам. Нека распише Стефчо избори, нека побара без ВМРО, нека победи без ВМРО и нека, да, без ВМРО да победи. Па без ВМРО победи, бе, човек. Во првиот круг ги победи и ВМРО и СДС. Што не е јасно тука? Да не беше доктор овој Зафировски од ВМРО, феноменален човек, фантастичен, да не беше он кандидат, да беше Стефче кандидат на коалицијата, у прв круг ќе победеше. Се прв круг иде и ВМРО ДПМН, и Стефче, и СДС, и СИДЕ, и компанија, и Стефче победува на тие избори, и сега ВМРО го донело на власт, зашто у втор круг гласале за него? Па у втор круг гласаа сите за Стефчо. Што има сега да овакво? И да повика овакво избори сега, без ВМРО, пак ќе победи. Затоа што, пак ќе ти кажам, во прв круг ги победи и ВМРО и СДС. Кој дел не е јасен? Или треба да викаме, председателе, тебе ти е најголем, ние сме супер, ние сме најаки. Да се лажеме сами себе.
Женета, викаш ВМРО е соучесник. Не е ВМРО соучесник. Значи соучесник е само еден човек кој што ја злоупотребува својата позиција. ВМРО сум јас и сите други останати членови на ВМРО ДПМН. Емилија, тоа ми беше и мене зборот. Ако не чини Данела, зошто Мицковски не излезе на избори со свој кандидат? Значи, и пред избори, пред да се подржи Данела, јас пишував и исто бев оквалификуван од членови на ВМРО, дека сум, ете и ја пак против ВМРО исто како сега, зашто барав да се кандидира човек од редовите на ВМРО ДПМН. Не може од 70.000 членство на ВМРО ДПМН да немаме кадарен човек за секоја функција. Да немаме писмен човек за секоја функција. Не може Его Трипо да е најпаметен, да е најписмен, а две овци на слика врзани да му ги дајеш од чворче ќе ги изгуби. И почна да кажем, значи Стефче не чини, Данела сега не чини, а Данела беше строго нагласувана од Христијан Мицковски дека ВМРО ДПМН ја поддржува, дека она е перфектна, што се испоставува стварно дека е перфектна женава. Значи стварно работи. Она што ни еден маж од машкиве градоначалници пред незе не успеа да го направи, она го направи. Не дозволи да работат мрзи во администрација, почна од комунална хигиена. 30 чистка, не идеш да работиш здраво. Дарко, само малце, Дарко Мишовски. Не е само Данела, директори и потпароли да менува и да оди работа како треба. Па директори, потпароли да менува, не гледам врска со потпароли зашто би требало да менува. Директори, да, тие што ги поставила првично, ако не се покажат како треба, нормално е да ги смени. Ако било од професионални причини, било од морални причини, како овој од комунална хигиена. Не може он го сменила заради брат му, пошто брат му изведил пиштол. Да бе, брат му изведил пиштол, ова му се јавува и го прашува што е ова со брати, среди го, овој вика не ме интересира, ако не те интересира, чао. Ќе ако го браниш, брати, брани го. Го барав и ја Иван Исцелител, брат Александар Вилков, да каже, пошто мислам дека он многу убави сознанија му праќа Господ и дека може да каже елбе. Нели? Иван Исцелител, се надевам дека ќе слушне и ако не оваа следната емисија може и ќе се јави. А ако го најдам, може и да го повикам гостин да ми биде во психоманија, за да ги каже овие работи. Горан Јакимов, јас не го направив Стефчо Бог и батина.
Мицковски му чинел пред избори, после избори не. Како може Мицковски да му чинел пред избори, а он да оди сам на избори, а не во коалиција, он е во коалиција со Мицковски? Кој на кого му чинел? Ако бил Стефчо во коалиција со Христијан Мицковски, значи треба да понуди нешто коалицијски, нели, договор. Ако е коалицијски договор, значи се гледаат резултатите според анкетите. Анкетите и пред избори покажуваат дека Стефчо е фаворит на избори во Карпаш. Значи јас не го направив Стефчо. Тоа Мицко му чинеше пред избори. Да бе, и јас му чинев на Мицковски пред избори. И ја му чинев на Мицковски пред избори, ама после избори јас сум бил јавна личност. Па позади грб, не мене лично да ми каже, позади грб јаде трици како јас сум бил рекетар. Јас нешто сум барал од градоначалници, Бог да чува. Да барав јас така од градоначалници да бев рекетар, немаше да имам 6 години стаж сега. И тоа стажу телевизија Сонце. А сум основач на ВМРО да помане. Баба Трачара. И да довршам со Горан Јакимов за дека јас сум го направил Стефче Боги Батина. Пред избори ја критикував одлуката за Данела. Тогаш сите вие ми викавте, тие знаеле поубаво Мицковски и извршен. И треба да се подржи. Еве се подржа. Искочи како ја што кажав. Секој еден независен кандидат подржан од ВМРО ДПМН во коалиција со ВМРО ДПМН бил година дена. И после година дена брада. Еве ти, во Битола што направи? Не му дозволи на Пецо да биде председавач на Совет, ја стави Наташа. Наташа мислам дека се викаше, председавачката. И исто подржано од Христијан Мицковски. Сега и она не чини. И со незе се скара. Па кој му чини на него? Да не ги набројувам градоначалниците на ВМРО. Да не ми замерат, пошто еднашка пробав да ги набројам, па ми замерија малце. А лично сум пријател со луѓе. Ме почитуваат, ги почитувам. И затоа не сакам да ги набројувам кој има проблем и каков проблем има со Мицковски. Тој уште не дојде на власт, сака да прави аванта. Како? Критиката кон раководството или кон еден од раководството во случајов Христијан Мицковски не значи дека сум јас против партијата или против Христијан Мицковски. Не, јас го критикувам Христијан Мицковски за тоа што он го прави. Само прави лошо, не прави ништо добро. И ако не знае да направи нешто добро, у тој случај нека се тргне бре. Да бе, Дарко, точно е, почита, ама работа си е работа, факт. Ама моја работа е да ве информирам. А не да пренесувам рекла казала Моавид. Што сум слушнал и како сум слушнал. Не, јас морам да видам, да се информирам од едната и од другата страна. И кога ќе се информирам од двете страни, тогаш ви пласирам на вас информација за да биде точна. За да не може некој да каже дека психо лаже.
Раде Јовановски, каков коментар сакаш од мене за Митко Јанчев од Кавадарци за лимунада? Тој беше арен да биде у овакво кандидат, а Стефчо не беше арен. Дарко, ако ги смени директорите, ама работата ја водат шефовите, работниците во фирмата. Цел тим е битен. Да бе, еве, го смени комунална хигиена и фино лепо шут карта на тие што не идат на работа. Одма 30 луѓе. Други еве сега ги става под капа, под управа. Да не може да прават они што сакаат. Него тоа што ќе им биде кажано што им е работа. Работодавачот што ќе им каже дека треба да сработи. Кажев за лимонада. Лимонада беше човекот што сакаше да го смени Христијан Мицковски, нели, она МК Мериот коалиција, со Филип Петровски, со компанија тамо, овој, како се викаше, од аеродром бившиот градоначалник, и еден куп друга булумента, нели, сака да прават пуч у партијата, искочија со еден прес пред партија, се слика, селфи, овој си правеше, кажи го, Филип Петровски, и толку. Појовог магарца, си игра добриот и лошиот. Горан Јакимов, значи, не мора да ја објаснуваш на женета дека ВМРО е Македонија. Сите го знаат тоа дека ВМРО е Македонија. И дека Македонија е ВМРО. И сите душмани на Македонија имаат проблем со ВМРО, затоа што ВМРО е генот на македонскиот народ. Крвта на македонскиот народ е ВМРО. И затоа ВМРО не може да изгуби. Кој сака нека биде председател, што сака нека прави салто мортале нека прави, на сите избори ВМРО добива. И на последните кај што ја изгуби власта, на избори доби. Значи тоа сите го знаеме, збориме за моментов сега, дека некој намерно прави за да не биде така. А не е Жанета Петровска. Иначе, Горан, ако е ВМРО Македонија, зошто престанаа протестите пред месец дена? Зошто се давоеше од народот Христијан Мицковски? Лично го снимав, нели покажував лайв прајм. И председателят тебе најголем ти е. И Горан, кажи нешто дека не сум во право за ова што го зборам. Нели? Кој е крив? Јас сум крив. Инфомак Стефчо, Данела. Како да буквално се растури коалицијата. Кој остана у коалиција? Женета на тие протести не донесе Мицко пејачки и да прави журка. Тоа е нормално затоа што досадно е да се корзираме само навака на така. Или да искочи Мицковски или било кој говорници што искача, не ти беа досадни? Верглаат едно ти исто во круг. Што сме ние ретардирани да не знаеме? Тоа што го чувале
женета Мицковски полиција и обезбедување и така натака нормално е затоа што е председател на најголемата партија во Македонија. Затоа што кога не би го чувале, па ја мислам дека со волку лажење до сега ќе беше хе. Да, сите што беа тие 20 дена на протестите очекуваа решение. Очекуваа да бидат во собрание и да не дозволат да се гласа за францускиот предлог. Физички да го обструираат собранието. Го имаа тоа право, ја имаа таа можност. Народот беше надвор на улица за да им даде поддршка. Они од внатре треба да постапуваат како народот и физички да го невозможат собранието да ги изгласа тие. А не да после тоа да глуми лудило и да подпишуваат бланко изјави на овако нотарски демек бланко изјави, јас пратеник тој и тој, без матичен број, без адреса, без број на лична карта, изјавувам под материјална не знам што одговорност. Знаете колку ги има со исто име и презиме? Дарко, лично јас мислам дека позади Мицковски стои овој што го праша дали е во Македонија. Сашо Мјелков. Он го донесе и мислам дека, пошто он е човекот што го донел, дека он се уште стои позади него и му каже што треба да прави, како да прави. Тоа е моje лично мислење. А и фактите, она што може да се види, се гледа дека е така. Затоа што е пример еден Горан Преска што ми вика за Стефчо пред избори му чинал, после избори не му чинал. А како беше кога беше назначуван за председател? Кога го назначуваше беше супер Мјелков, сега не чинил Мјелков, нели? У мало джамли која играат деца, тој што го донел некој да игра джамли, не смее да му ја ќари джамлијата. Пошто ако му ја ќари джамлијата, ѓаде ќутек, јас те донесов да играш. А не во политика или во дешавки дека што се случуваат во окупираната држава. Женеда не значи бугари албанци од ќутењето на Мицко, тоа е имаш една бара и на барата имаш зелени лодозгоре. Муј. Значи муљот кој ќе се тргне, доле се гледаат рибите одоздола, големите риби, што прават и како прават. Јас тоа пробувам да го објаснам и да го презентирам. Затоа што намерно се прави ова игранкава, за да се народот да се убие духот во народот. Ќе не бугаризирале, ќе не албанизирале, кантонизација, федерализација и не знам што. И читаат коментари на Фејсбуков, добро, народот се поише и поише се откажува. Имаше анкета дека сме народ што 50% и нешто, само ќе ја бранеле државата, другите 50% и нешто баш ми ја гаѓа. Арно, ама, за разлика од сите други држави, кај што ги прашувале, само во Македонија има дозвола малцинствата да бидат малцинства. И да имаат право на глас, да имаат право на став, да имаат право на све. Грција биле 80 и не знам колку посто ќе се бореле за државата. Колку малцинства има у Грција? Каде се македонците у Грција? Каде се турците у Грција?
Бугарија исто 80 и кусор %. Каде се таму македонците? Да си го кажат своето мислење. Каде се турците, каде се власите, каде се било кој друг? Немаат. Па нормално дека ќе бидат 80%. Женета, а да се јавиш на телефон многу полесно него и нема да те болат прстите на раце. Ќе искомуницираме него вака што пишуваш коментар. Не можем да ги прочитам овие коментарите на другите луѓе. Стојадин Крстевски, додека вака се расправаме, секој е попаметен и од секого и нема да ја биде Македонија. Не може ние да се сложиме никогаш. Значи, исто како секдека во свет, и ние можеме да се сложиме. Да, во моментов намерно се пушта секој да биде попаметен од секого. Како што кажале италијаните на времето 41 година кога дошле тука, кога сакале они да воспостават нели во западниот дел управа, и кога виделе, рекле туто Македонија се туто генерали. Сите македонци, сите генерали, сите све знаат. Ѓоко Трајков, резултатот во Тетово е 16-15. Како бе 16-15, брат, ги читав сега бројките. На кој начин е 16-15? ВМРО има сега секунда една. ВМРО ДПМН има 3332 гласа, СДС има 1953 гласа. Како се 16-15 бе пријател? Радоста е дека се 2:1. Се и тебе да ти објаснувам како на Горан Приеска. Беса може да рече да, ама Беса излезе од влада. Може да рече да, како алтернатива, ние од утре влагаме во влада и дрн. Значи, Беса беше во влада, па искочи од влада. И сега е опозиција. И да каже дека ќе влезе. Што ако влезе двајца или еден пратеник има? И поточно има двајца пратеници, ми се чини. Да, има двајца, сега има еден пратеник, пошто другиот пратеник стана градоначелник. Да, Ѓоко, и јас го искоментирав тоа дека ВМРО сега има 700 гласа минус, од 2013 има 3000 минус. Па од 2013 навака има све минус. Зашто? Многу паметни нели тетовци? Колку имаше 2013 СДС, колку имаше 2016 СДС у Тетово? Ако веќе така збориш. На гласање, гласовите ги дава народот. Народот одлучува тогаш. И народот гласа.
И секогаш тој што губи, прво што каже, ми ги наместија изборите, ми пунеа кутии. Па зашто се наблюдувачите на тие кутии? Од секоја партија има наблюдувачи. И како му ги пунеле кутиите, а наблюдувачите што правеле? Додека овие пунат кутии. Дарко Мишовски, и јас го делам истото твое мислење. Кој сака нека замери, ама Мичко не е човекот кој треба да не поведе. Точно така. Еве и јас одма ти ставам лайк на коментарот. Ѓоко, да, тоа го разглобевме дека изгубил гласови во Тетово, ама колку и да изгубил, добил 2:1 со СДС. Значи, ако изгубил ВМРО, изгубили и СДС. И тоа е проблемот кај македонските гласачи. Нема да гласам за едните ни за другите, Мурто Курто биле. И што ако биле Мурто Курто, ајде да правиме анархија, не гласаме за никој. И после кој ќе биде крив? Исто како сега со пописот. Ќе гласаме, ќе се попишуваме, нема да се попишуваме, нема да се попишуваме, ќе бойкотираме, ќе вака, ќе така. Дел бойкотира, дел не. Пописните резултати чак 32%. И што е сега финтата? Каде е проблемот? Кај политичарите? Кај нив е проблемот што не кажуваат јасно и гласно да го усмерат народот. Ама и народот не е толку глуп да не знае што да прави сам и да размисли сам. Точно, Ѓоко, и јас го делам истото мислење дека проблемот има име и презиме, Христијан Мицковски, точка. Еве ти лајк одма. Женета, проба да се вклучиш лайв. Јави се на телефонскиот број за полесно да искомуницираме. Женета, ако ме слушаш, еве, јави се на 071-258-487 и ќе те вклучам директно во емисија.
Поздрав до Кико Адут од Битола. Многу добар мој пријател, што си го запознав во Битола сега, на последневи избори, со кого што ратувавме и ја донесовме победата, јас, тој и уште два тројца, во Битола да стане градоначелник господинот Коњановски. И советот на Битола да го има во Мора да помогне. Поздрав и до Никола Нино и он е исто, што е еден од луѓето со кој што ја направивме победата во Битола. Така да не ви знал што друго да ви кажам. Очекувам никој не сака да се јави на телефон. Никој, ретки се тие што коментираат неколку луѓе во коментари и ме слушаат, другиве ги слушаат моите ставови. Да, јас, јавно кажам, никогаш и на никого нема да му кажам дека му е најголем. Поготово ако не му е стварно најголем. Не се гревам, не се лижам, не се удварам на никого. Затоа ме викаат психо. Неретко, како и сега, одам сам против себе. Сите ме викаат, не збори толку, ќути, гледај другите што прават, гледај вака, гледај така. И што од тоа? Даре, следна емисија, па се надевам задутре ако има нешто интересно за зборење. Ево, од прилеп тек сега правам, после 4 дена емисија. После 4 дена правам емисија, така да, пошто во моментов нема дешавки. Поготово нема политички дешавки за да може овака да се коментира. Има невремиња. Вчера имаше невреме, така да за тоа да зборам малце ми е шуг. Да кажем каде имало штета и не знам што. Битно, во секој случај, емисија, ако има, може и утре ќе имам емисија, ако се случи нешто. Секогаш емисиите ги најавувам на профилот кај мене. По нападот што го имав пред 2 недели, на профилот, пробувам преку фан страната да работам, но ете ќе ви кажам дека сте себични. Тука на профилов имам 4900 пријатели. Од 4900 пријатели тука на профилов, сите се поканети, сите лично имам испратено на покана за член за да стави лайк на фан страната. Од 4900 само 700, поточно 900 сега има членови на фан страна. Отидете на Психоманија, ставете еден лайк, за да можам полесно да работам и за да не се плашам дека ќе ми биде угасен профилот. И за да можам да се вклучувам лайв полесно. Абе, Васе, не ми е прв пут да се газам ја. Тоа више навика ми е предено. Поздрав и до Дејан Бојчиновски, и он ме поздравува.
И така, женета, ако ме гледаш се уште, а гледам дека ме гледаш, проба јави се на 071 258 487 и ќе коментираме во живо. Значи, директно, како ќе ми зазвониш, така ќе те вклучам во емисија. 101 Крстевски. Века, Боро, треба да се сруши прво СДС, па потоа може да разговараме. Вака ги слушам само препукувања, кој би рекол дека му одговараат на СДС. Значи, вака се, на СДС му одговара да е вака како што е сега и да имаме губитничка политика и на сите избори да губиме. Единствено, значи, за да падне СДС, еве, звони женета. Пардон, Здраво. Здраво, живо. Здраво, поздрав од Прилеп. Вака, се слушам стално и беше и минатиот пат по Прилеп на могила и правихме му абе дека на луѓето му е страв да зборува отворено во живо. Точно. Јас искрено пратих 3 стрима во живо од мојот телефон. Не знам дали се уште ги има. Можам да ви кажам само дека има многу големи проблеми со мета платформата. И ме следи цело лето, значи буквално цело лето. И уште при самиот стрим гласот ми беше избришан неколку пати. Зашто лично бев насочена и се обратив на неколку личности партиски, без разлика, мислам, нема врска, во МРСДСМ зборував отворено што се случува и што може да се случи уште 2 или 3 месеци пред ова сега што се случува. Така. И сите мои видеа беа избрисани. После добив нотификации дека сите мои стримови ќе бидат повлечени. Освен тоа, акаунтот одма после блокадите, знаете, протестите што беа, беше блокиран цел месец. Значи не можев апсолутно да влезам во мој акаунт, ми беше забрането и лайк дури да клам. Така. Значи тоа може жена да те вика, нели? Да, може, слободно сите жане ме викаат. Така. Значи тоа може да се случи таква работа на Facebook, на Мета, ако во позадина имаш музика. Не, немаш ништо, апсолутно, и тоа излегов надвор. Зборував, не бев пред тоа присутна дома, пошто сопруга ми работи надвор од државала моментално. Така. И морам и јас да одам понекогаш од време на време таму. И се вратив исклучиво за протестите. Бев тука присутна сите денови. И толку бев изнервирана и очајна, не знам, некако го почувствував моментот како да мора да се уклучам. Знам дека имав проблеми, имам и фамилиарни врски, што е нормално за жена и фамилиарен родител. Ама оставев буквално се дома, што се вика зборо. И дури ми се лутеа од дома и заминав сама во Скопје. Звонев по телефони на луѓе, значи јас познавам еден куп луѓе, нема врска дали има и партички неориентирани луѓе. Се уште има луѓе што се и во заблуда, се уште има луѓе што не зна каде да се заврт. Јас сум за правда. И како Селче, што го правевте во абето, те гледав на стрим исто, кога кажат и во живо дека истото и се случи на Селче, истото ми се случуваше и мене, само што јас во моментот бев блокирана и не можев да се уклучам на лайв брокастинг. И сега бев присутна таму самостојно, значи како што кажав, прво се јавив по телефон и замолив неколку луѓе од ВМРО ДПМН што ви познав, Авдека, што се член. 80% од нив ме одбија, 80% не знаеа што да прават. Јас излегов уште првиот ден, уште родина Македонија, кога беше излезена сама. Значи имам сведоци, тука беа Инфомакс, тука беа и од Алфа. Да. Возителите. И застанав и се запознав и малце се нашалив отворено, може изгледаше трском, му реков јас сум таа многу што зборува по Фейсбук. Ама не ми е до мене целта, значи јас не сум мало дете, никој не сме мали деца. Денеска баш таков коментар имаше, го слушав живо,
се налутиле, ако си бил со едната партија, си бил против другата. Не може да свата луѓето дека пајќе не е времето за сум слава против сумана. Се работи за нас. Значи за нас, за Македонија и за македонците. И треба да излезиме и да се обединиме и да кажеме вистината. Точно. Се. Значи, од тие причини ја запалив колата, едниот ден бев сам. И до прв пат возев во Скопје сам. Другиот ден се организиравме некако со комбе. Третиот ден бев, ајде со, мислам, немам проблем, овдека си има изборни единици од ВМРО. Бев и со автобусите од ВМРО. Имаше такакви реакции, имаше реакции дека сме предавници, имаше реакции право, имаше такакви реакции. Јас и во автобусите беа само 8 автобуси, што жалам за разлика од овие што беа платени од СДС на Немечкин камен. И стварно бев многу разочарана и имам тука доста личности што се во сите подрачни единици овдека од ВМРО и в лице му го кажам. В лице нека ми се лута колку сака. Му реков прво се налутив зашто Ани Лашковска не е тука. Колешки сме заедно бевме на факултет. Добро. Од мене е помало неколку месеци, заедно студирав. Тиме од Просперо со Теписине не памтам ни дали го видов. За Пеце Ристески никој нека не ми кажува, и на времето Тито Петковски го правеше забав во Скопје, инако јас сум аналитичко структурен инженер, студирав на ПМФ. Генерација 77 сум, значи 95-96 година. Од прилика. Сите забави што беа организирали, кој беа на времето мрчко да не ги набројувам, значи ги знаете сите кои се. Беа организирани во Хардрок Скопје, што се запали клубот. Да. Кај што имаше така. Буквално сите прилепцани ги знам како што се партии. Петер Ристески беше член за СДС и никој не може да ми го докаже. Мене лично ме избрка од клуб Булевар и го пишав то. И ми рече не примаме ВМРО овци овде. Добро, тоа го правеше и Гордана. Многу го направи, и Рубинчо, и тој, и не знам колку, и да не ги наброју. А сугаре, од СДС тие се посебна приказна. За нив немаше да зборувам. Истото се случува со полицијата кај нас, ајде со Чипсију. Како се наполнија кај нас полиција. Ностоп се жалиме сите од партите дека немаме правилни кадри, така? Нема да имаме правилни кадри на правилни функции, се дури овак. Заради тоа што не се избрани учените и вистинските кадри за вистинското нешто. Значи, ако си биолог, биолог си, ако си хемичар, хемичар си, ако си економичар, економичар си. Лани се смеевме, сите станавме доктори, сега се смееме, сите станавме политичари, така? Да. Епа станавме. Некои инженери станаа статичари. Епа јас се посмеав самата со себе си, имав еден пост што ми го избришаа после. Пишав изгледа ни било пишано на хемичариве да бидиме политичари. Така беше нешто и се посмеа, имам доста професори мои што мислам што ми предава Иван Грозданов, што Трајанова. Епа, нели алхемија се прави нешто? На чирибу-чириба. Аха, правиме ние. Стапчината, знаеш, чирибу. И сега сум и теоретичар на завери кон Нестарович, ти му кажувам за харп систему. Ние денеска имав и за та коментари ми рекоја на времево било така природно од Господ било на времево. Ако му кажам јас колку зрачење има горе моментално, дај да не бидам теоретичар, само да земиме војна во предвид и колку дроној горе има и колку сиромашен ураниум има. Имаме уште и од војната, што беше 99. Така е. Значи,
Нема тука теорија на заговор. Ама ете, сето тоа е хемиски, сите тие се хемиски елементи. Ама, таков коментар добив. Луѓето, докторите што биле на функција не го кажувале, дури мајка му собствена ми го ве. Па ја си ти да кажеш, баре мора некој да ги отрезнува луѓето, значи не е јас да кажам. Да. Епа, види, јас на пример, за ова јас што го кажам, кој ти што викаш да ги отрезнува луѓето, има луѓе кои што не сакаат луѓето да бидат отрезнати. Ама истија проблем го има. И ми кажуваат дека јас со тоа што го зборам, сум одвраќал, не знам, гласачи, членови или не знам што. Па не одвраќам, јас прибирам. Јас само барам тој што ги одвраќа да се тргне за да можам да приберам повеќе луѓе. Па истото и јас го барам. Значи сакам правда, сакам една чистота и на вистина за да може да излезиме на виделина. Ти што рече мулја, ние на прилепсија нарекуваме поинаку. Тиња. Загујње, тиња. Тиња. Ами кој се е матно тиња има, шо има? Така, ама кој ќе се тргне тињата? Кој ќе се тргни тињата, ќе се види одозdo рибите и вистината. Така. Некој неće да ја тргниме тињата. Така. Не сака да биде водата чиста. Ама еве ми се заканува лично. Милион ботој ми се појавија. Ми пишува глупости. Ајде да не зборуваме, ви имаш и поплати за насилство, информатичко. И тоа ќе го кажам. Так. Има и информатичко насилство. Се јавува бот. Точно. И појма немам кое. И ми пишува здраво, поздрав, го отварам. Мислам дека е човек, дојде. Како се зафркаваше, баш имаше, мислам дека Олгица. Македонска, така некако некој спомина, на Фейсбук, дека не сум јас, нити ничија љубовница, нити ничија свалерка, ако го прифатам на Фейсбук, така? Точно. Значи дека треба да ме малтретира, значи тука сме дојдени да се дружиме или да имаме пријателство и да ги осознаваме работите правил. Точно. Ако веќе се социјални мрежи, ама секој профил е личен медиум на секој еден човек. Така. Сега имаш фрустрирани луѓе кои што го користат Фејсбукот за лични контакти. Да, ама со нив се справи. Има рапорт, има блог, значи не нешто како што разговаравме медијарно, има и интермедијарно. Значи ако Мета може да го користи тоа против мене, ја можам против нив. Точно. Значи одма ги пријавив, му направив рапорт, му пишав што требаше да се каже и пријатно. Не сум јас тука да ги на мене некои слики да ми прајча или да ми нуди не знам шо, па после ми меша политици, од ВМРО ми се заканува ако кажеме па ти си зато велиш курто мурто, а ако му речам на СДСМ вела ајде бе ти си ВМРО-вка со скорни. Ами за овие сум чогледиве што ги викам сега јас сум чогледи што се шета од партија во партија ги уништија сите, за нив што да рече? Тие ќе ти кажат дека си ДПН или ДПМН. И на крај си испадна, значи реалниот е ништо. Не, реалниот е трн во око на сите. Ама тоа е така. Знам јас, ама зато не престанувам да се борам. Дури и на Николовски му замерив. Значи ја не сум, од тие, ја напишав Курто и Мурто, чисто ради тоа што сум во многу организации. Значи прво, моите се во диаспора. Добро, супер. Сестра ми е Австралија, вујковци двајца. Нивните фамилии. Во Америка, во Канада, во Француз, сегде ги имам. Така активни. Значи јас можам да помогнам во државата, не можам да одмогнам. Еко тие членувања што ги имам јас со Перин, со Вујко Мијован и со милион други што се настана, можам да помогнам. Тука е најголемиот проблем. Проблемот е за тоа што можеш да помогнеш. Ама се разочараја. Дали знаете сакаме во живо да ги кажам вистините? Значи, дали знаете што се случи после овој бойкот и колку луѓе беа пратени? Баш со тие причини да помогна. Некој случајно се покатија, се вратија на одмор. Посебно прилепи битола ги има бајче во Австралија. Так. И се
се врати луѓето и се организиравме преку гласник, преку македонска диаспора и не знам што да бидеме и на протести. Така, и луѓето ги вложија сите напори во Христијан Мицкоски, дека истото што го правевме муато сега, ајде да не се повторувам 100 пати. Верониче, зборувам онлайн, мама, че те замолам, се извинувам, нешто дома имам осврски. И луѓето се надеваја, сите надежи имаат за само. И ко се случи сето тоа што се случи, луѓето си заминаја разочарани и јас имам, значи, директни информации од луѓето дека се тотално разочарани. Значи, кај ни се доби таква слика дека се продаи. Жене, што се однесува до луѓето од диаспората, значи, јас, например, ги критикувам секогаш, затоа што многу, извини, многу лесно се разочаруваат, све некои они нешто мана наоѓаат. Ама ми таму го велам, ја цело време се нешто, ако почне да им збориш контра диаспората, онака како што е, прво што кажуваат е ти си за пари. Сите барале пари од диаспората. Овие што ми познаваа не може да ми рече, туку ми пишале алда, тие заради тоа што многу добро ме знаа дека јас на пример кажувам една работа. Единствени кои што може да направат нешто за Македонија чистите луѓе. Се луѓето од диаспората, затоа што тие не зависат од партиите тука. Така. Чисти здрав. И јас истото ама за да направат нешто добро за Македонија, они не треба да бидат толку нежни и да се толку лесно да се разочаруваат. Не се сите. Јас побарав од нив да појда лично пред амбасадите. Не треба, не, со тоа не прават ништо. Нека си отворат тука исто што прават албанците. Нека купат земја, не да бараат од државата им да им биде дадено. Нека купат земја, нека отворат трафика, нека отворат перална за коли, нека отворат мини маркет. Ситен бизнис. Имаше сега брзо прочитав некој, не знам дали од Битола беше, се понудил да купи 100 фото на полски. Сака да помогне и рече, ова го пишувам да помогнам. Но се изнасмеја. Па да бе, и јас ти му се изнасмеам. Ако сака он да помогне да купи, нека дојде, нека купи и нека направи. А не јас сакам, ама вие најдете ми. И не знам, имаше такви некои реакции, некој му пишал само, јас ќе ти дам телефонски број, ако си заинтересиран, еве повели. Не. Купи. Ама тоа е она што го зборам, се нашол некој ќе каже, јас сакав, ама ете не успеа. Еве, јас работам за човек од диаспората. За Ѓорѓе Ѓорче Танасовски, работам во телевизија Сонце. Нели го знам. Така. Тој човек до сега го имаат оплячкано со преку 10 милиона евра. Знам јас, што работи. И покрај тоа што го имаат оплячкано, тој се уште работи. Да, и се бори. Точно. На неговата телевизија, јас. И ја имав и пишано и на Твитер, и Твитер ми блокираат двата акаунта. И сега, дури и се уште има луѓе што го крадат. Гледав Јанко имаше кај него емисија. Не, Јанко не го краде, Јанко има само емисија, тој не знае да краде. Не, викам, гледав емисија имаше, не за краде. Да, немаше каде на друго место да отиде Јанко, па дојде во телевизија Сонце, затоа што, како да ти кажам, он е испеана песна, така да веќе нема ни, јас имам поише гледаност од него. Така е, ама не само тоа, туку Македонија Сонце исто така има потреба и од новинари и отворени луѓе. Точно. Сега, проблемот е што, единствен проблем што е во Македонско Сонце, што се малце ниски платите. И затоа не сакаат да доаѓаат новинарите да... Мислам
дека воопшто во државата не е проблемот. Да. Со платите и со парите. Не само Да, ама тоа го, пак ќе кажам, тоа го возможуваме ние работниците. Да. Затоа што ние прифаќаме да работиме за таа мала пара. Да, јас прва бев што му го кажа исто ова, го правев немуабет ко почна да се отвара, да се руши стопанството и земјоделството во Македонија, а да се отвара вакви фабрики од типо на Гентер, Миангел, да не набројувам, тука има исклеткано милион работи што ги знам покрај радари, а и за Гентер покрај Украина. Прва бев таја, што ми велеа сите, ама појди работи за 18.000. Море, луѓе, вие не сте нормални. Значи, јас сум хемичар. Отидов да работам, бев на пракса кај нас во пивара, бев во алкалоид, бев на пракса и во санитарна инспекција. И му викам, значи, можам да работам нешто што можем да му помогнем на луѓето. И сега одиш во пример, кажувам, лабораторија, болница, ти кажувам на времето. Да. Сите си напикаја со врски, која партија како дојде, уште истото се случува, болница на наша моментално е Ршум. Има 2 рабоводства, поима нема никој што се случува. Директорката со Кети Смилеска преку СДС, уште владе СДС на власт. Вамо му крада, Трајче Ржаниковски прв се пажали. Еден апарат имавме. И тој го земе. И тој го зедој. Лани, и тој имам снимка во интернет. Пешо звонам на звонче, за да ме прима, за преглед. Никој не излекуваше, го саботирале звончета над. Еден ден се изнервирав и намерно го вклучив телефон и реков, чекај да гледам колку време ќе излезе теста. И дали ме видоја, не знам, како се инае, од сите 3-4 пати баш што ме враќаше и ме зафркаваја, баш излезе телефонот колку уклучив. Так. И беше жив кркамбар, инаку јас прележав COVID и не сум вакцинирана. И тоа ето е жива историја. Значи јас добив некој тип на периферен, да речеме, мазочинама на одвај го изнајдојата. Значи не на главата, туку на ребетниот стол. МРН. Нека ти е со помир. Нотификации не може го изшупли, да ја изшупли десната страна на коските. Тоа е, че си кркам последици, ама сите PCR тестови се негативни и упорно му покажувам на луѓето да зна да не се вакцинира. Значи ја направив приватни на Елиса и сите можни што ги има тестови. Неколку пати пробав и во Систина да појдам на разговор. Аве, ајде да ја отвориме и темава за Жан Дмитрев. Жан Дмитрев и него не го оправдувам скроз, пошто пев, лежев, ме прегледа и ми рече некој си друг доктор, ме упати да одам на петкен. Ја реков, кај да го најдам тој петкен, господа, јас за тој петкен молам 50 доктори до сега да го пиша тој петкен, пошто бев оперирана од канцерна матка после порајање. И ваму ќе одиш, таму ќе одиш, никако не дојдов до петкен, за на крајот да дојде еден обичен шофер албанец и да ми рече јас имам пријател што работи во техничка служба во онкологија и без пари ќе дојдеш да направиш петкен. Еве е вистината, јас би ја кажувам. Браво. Жене, дали ќе може да ми се јавиш и во другата емисија, пошто е веќе... Нема проблем, само да сум присутна. Така, сат и 44 минути. Сум присутна, пошто сапругов ќе биде за брзо време тука и планираме малце и ние да си посветиме на себе внимание. Веќе едно 3 месеци сме преокупирани, тој са врски, јас со другија врски и не знам дали ќе бидам присутна. Ако сум присутна, нон-стоп јас би сум се јавила. Нема проблем. Една од храбрите личности и отвораните личности и тогаш немав можност и касно видов кога бевте на могила, инаку би сум ја запалила колата и ќе дојдам и таму. Так. Значи, тоа што го правевме в муабет, исто не ми се бендиса и не ми се бендиса и барикадите. Так. И прва бев
што му го реков и тоа во прилет. Ако сакавте да има барикади, требаше да трае повеќе време, не на пат кај што може да се помини Риселски пат, и не да сто колите на страна полицијата да ги пушти. Заради тоа што ние имаме моментално еден куп албанци пред полиција, посебно некни на дено на Карпала. Така. И тоа се вика, знаете сами како се вика, биодемограф. Се носи се влечка од друга страна нешто и се врши притисок. Ти одиш како македонец, таму не можеш да си зборниш. Так. Некој друг пред тебе си разговара на телефон на негов јазик. Уред, жене, фала што се јави. Ништо нема проблем. Се слушаме следната Здраве Боже емисија или која ќе можеш. Здраве Боже и се надевам помогнеш нешто малце да слушна луѓе и да свата што се случува. И белким нешто чему светни во глајте, дека критиката не е секогаш негативна, некогаш е да се извлечи полука и да се дејствува за да се попреработите со начин. Точно. И негативната критика е добра критика за да се знае што треба да се смени. Па пишав и јас и на пост, не го пишувам ова да се прамтикам, да се бламирам, да бидам ненормална или некој да ми смејува. Точно. Попишувам да ви укажам на грешки. Така. Поздрав, Жане, се слушаме. Поздрав, ај. Ете, се слушнавме со Жане. Емисијава веќе саат и 47 минути, трае поточно и 40 минути, пошто во 22:06 почнав. Се е 23:47. Ви благодарам на гледањето, ви благодарам на поддршката, ве повикувам уште еднашка да ставите овдека subscribe и звонче на YouTube или да ставите лайк на фан страната Психоманија. Ви благодарам, имајте лека ноќ, убави сништа и да е жива и здрава Македонија. Поздрав!